Во недела на 17 октомври во Земјава се одржуваат локалните избори 2021, на кои за градоначалничката функција ќе се надпреваруваат 300 кандидати, а Државната изборна комисија потврди 576 листи за советници. За градоначалничката функција во општините од југоистокот своји кандидатури има доставено коалиции, партии и независни. Со оглед дека во дел од нив има пријавено по 20 кандидати за градоначалник, не се исклучува можноста веќе по првиот изборен круг тие општини да добијат и прв човек. Но што вели законската регулатива? Во првиот круг од гласањето за градоначалник е избран оној кандидат кој добил мнозинство гласови од избирачите кои гласале, доколку на изборите излегле 1/3 од вкупниот број на избирачи запишани во изводот од избирачкиот список за соодветната општина. Доколку во првиот круг од гласањето за избор на градоначалник на општината не излезат 1/3 од вкупниот број на избирачи запишани во изводот од избирачкиот список за соодветната општина, се повторува целата изборна постапка за истата, соопштуваат од Државната изборна комисија. Ако во првиот круг ниту еден кандидат за градоначалник на општината не го добил потребното мнозинство гласови согласно членот 132 став 1 од изборниот законник, во вториот круг се гласа за двајца кандидати, кои во првиот круг добиле најмногу гласови. Вториот круг на гласање се одржува во рок од 14 дена од денот на завршувањето на првиот. Во вториот на гласање за градоначалник е избран кандидатот кој добил поголем број гласови. Советници се бираат во првиот круг од изборите, а при тоа се употребува пропорционалниот модел при што распределбата на мандатите се врши по Донтовата формула. Според истата, вкупниот број на гласови добиен за предложените кандидатски листи се дели со низот на делители 1, 2, 3 и понатаму се до бројот на членовите на Советот кои се избират во конкретната општина. Вака добиените колишници се редат по големина при што се земаат предвид оние неголемите колишници колку што се избираат членови на Советот. Една листа на кандидати добива онолку членови во Советот колку што има најголеми колишници од оние кои што се земени во предвид. Кампањата за вториот круг од изборите почнува веднаш по неделните избори во понеделник на 18 октомври и завршува на 29. Гласањето треба да се одржи на 31 октомври.